Добри ден во студио за моите гости. Звонко Давидовиќ, адвокат, кандидат бевте за јавен обвинител, републички, државен. Апликант, кандидат и изгубивте. И мојот колега Љубиша Станковиќ, што е главен и одговорен уредник на порталот Судство. Значи, можеме да почнеме со вас оглед на тоа што бевте кандидат. Сега сте среќен што изгубивте, ви олесни, сте разочарани. Вака, кои се вашите емоции? Во мигов не сум разочаран, не сум. Еден мој близок роднина кажа, види, среќа ако те изберат, среќа и ако не те изберат, што е многу точно, затоа што она што се очекува од јавниот обвинител, што мора да го направи, е да се фати во коште со многу сериозни работи. И тоа бара многу ангажман, многу време, многу енергија. Тогаш зашто се кандидиравте ако сте знаеле дека е преголем ангажманот? Затоа што планирав да го направам и затоа што можев да го направам. И тука ви олесни што не мора толку да се работи. Очигледно, не можеш да се зафатиш во коштац кога очигледно е дека реформските процеси не одат во тој правец, од причина што обвинителот кој што ќе биде назначен, претпоставуваме дека собрание ќе го изгласа, дека е формалност. Нема да му свртат грб на Заев и да инсистираат на некои поинакви критериуми, услови, за кои ќе говориме подоцна. Не очекувам, затоа што портпаролот на владата малтене кажа дека се она што го барале од јавниот обвинител е содржано во оваа личност, ама тоа не е така за познавачите на правото, бидејќи 30 години за овој човек никој никогаш ништо не слушнал, ниту кажал. Човекот е тивок, мирен, бил заменик на Марко Зверовски пред пензија и никогаш ништо посебно не направил. Молчал пред се, тоа тивок мирен ништо не може да не мора да значи. Тоа е она што сакав да го потенцирам. Ние сме во војна, ние кога викам, зборувам општеството, со криминал и корупција, со многу сериозни видови на криминал, каде што се бара борец кој воопшто нема да биде тивок и нема да молчи, кој требал во државното обвинителство, кој требал да има своји ставови и требал да ги покаже. Многу е лесно сега да кажува во некој своје интервју за Дојче Веле како он издвоил свој мислења во Совет на јавни обвинители. И тоа е смешно. По однос на она изгубивте. Никој од нас не изгубил, затоа и не сум разочаран од моја гледна точка како кандидат. Бидејќи ние не дојдовме во ситуација што не е во ред, ни да биде расправано за нас можеби пред влада, а камоли пред собрание, него ова го реши Советот на јавни обвинители. Онака, како што знаеш и целиот овој изминат период и да го реши. За вас? Очигледно дека немало расправа, ако вие можете да тврдите, познавајќи кандидатите таму, дека не може да добијат позитивно мислење или не исполнуваат услови. Тоа е, ние имаме таму обвинител кој пораснал во обвинителство од основно јавно обвинителство и во мигове организиран криминал. Имаме врвни експерти, имаме врвни адвокати кои поминале многу скалила. И го бираат Љупчо Јовевски. Ајде, нека се вклучи од колега Станковиќ. Зошто токму Љупчо Јовевски е избран, ако знаеме дека е пред пензија, ако знаеме како што вели... Зошто избран Љупчо Јовевски? Давидовиќ дека молчал. Треба да каже Колеш Териев, значи новиот претседател на Советот на јавни обвинители. А тој че верувате дека таква нешто нема да чуете. Меѓутоа самата позиција на Љубомир Јовевски, или Љупчо Јовевски, како го нарекуваат, е малку поинако односно сите други 22 кандидати. Знаете, он потекна токму од тој Совет на јавни обвинители. Да. Значи тој во старт има каква таква предност. Работи со тие луѓе што треба да предлагаат. Имаме сега предлог на дотична особа или имаме некој предлог. Илузорно и глупо би било да бидеме реални. Да седите во едно такво окружување да не излобирате за себе. Мислам стварно треба да сте баш она. Така да не е изда толку човекот тивок и мирен, а и не е мирен. Бидејќи за него, нема се служам со господин Давидовиќ дека 30 години што се чудо, случајот пара војска, ако некој го памети, се врзува токму со неговото име. Меѓутоа тој случај заврши, а таму се суде звучни имења. Тогаш е министер за одбрана Митхат Емини, беше генерален секретар, мислам и во ПДП и во владата, господин Хусеј Хаска беше министер за одбрана, значи имаше високи функционери кои што условно кажано на некоја предисторија на што се случи после се нарече ОНА од 2001. Значи тој човек имаше. Што се случи во неговата кариера, зошто е прекинал судија, па преде во обвинители, Господ знае, тој си знае, меѓутоа точно дека во задниве
Значи 20 на години ништо не се слушнал. Не се 30, значи се помалку 30. Што- Меѓутоа сакам да кажам дека Што влегува во неговите слабости? ако имате предмет како што имате паравојска, Да. то предпочита и предпоставува дека ви имате кариера која што ви е отворена, буквално трасирана. Да. Добро. Денес ќе имате застој. Штото има во позадина направено за некои структури. Не е ли за некои сомнително, добро, дај, докажете. Не за знам, некои структури. Значи сега Имате приказки до сознание? типот дека тој нешто издвојува мислење, тоа е како да ви кажам, смејури. И несериозно е. А дали нешто дработи за некого приватно или нешто повеќе од приватно, тоа е дека негова работа кој што знае само тој и веројатно знае тој Имате сознание за тоа? Да, сега не би шпекулирал, меѓутоа тоа е тоа. Добро. Претпоставка е дека не случајно се врти неговото име, не случајно тој се појави на листата и не случајно е тој предлог и на Советот на јавни обвинители и предлогот на... Да. Мене оно што ми индикативно е што воопшто имате два кандидата и верувате искрено кој ги гледам, не само Липчо Јовски, туку и другиот кандидат, мислам дека кандидатите се и го напишат тоа дека се најверојатно на предлог на Марко Зврдевски. Значи кандидати кои што така померак на Марко Зврдевски и на Елена Андреева е апсолутно да. другата Апсолутно да, противкандидатка да, на Андреева. Јовевски. Да, Имате меѓутоа ли... не е таа тема и затоа не е ни Да, спомнам. добро. Да, Меѓутоа изборот е кој да го направи Марко Јовевски, Зврдевски, да. односно Сашо Мелков и Никола Груевски. Имате ли објаснување зошто човек пред пензија може да биде сепак избран на ова престижно и многу значајно место? Човекот во пензија заминува во јануари сега, полни 64 години. Добро, може да значи, се продолжи. може да се продолжи 2 години. Да. Меѓутоа видете, ако ништо не направите од 2003 од кога сте во јавно обвинителство, до 2023 неуставно кажа. Што ви гарантира дека да? Што предпоставува дека човек што и обезбеди више пензијата, дека ќе сработи нешто повеќе. Мислам да сум на него место и не би се ни погрижил многу. Оно што тој зборува Песка Давидовиќ дека треба тука да се нагази, да, треба здраво да се нагази, меѓутоа дали ќе се преточи таа енергија, искрено ви кажам, јас сум скептик. Добро. Човек на 20 години тешко се менува, има свој карактер, а не на 64-65 години. Влезба на таква приказка предпоставува да имате добар тим. Значи влегувате во со добар тим. А таму ги наоѓате колегите кои што знаете, предпоставувате дека може да бидат дел од вашиот поширок тим. Да. Од републичко до основно обвинителство. Преку организирано, значи секаде да имате свој уставно кажам своји луѓе кои што знаете дека ќе загрижат заедно со вас, зашто ви веруваат и зашто може да им верувате. Добро. Јас во оваа ситуација да кажам искрено, нити знам дали тој има луѓе на кои што може да го веруваат и дека он некому верува. Да. И Тортевски пред некој ден изјави дека имало дворски игри, дека се лобирало за Јовевски. Очигледно е дали дека политичарите со оглед на тоа што Заев инсистираше претходно дека експерт ќе биде избран на оваа позиција, на оваа фотелја и одеднаш гледаме експерт се мислеше од надвор. Во тој смисол се покажа дека не бил експерт ако молчел, ако не во интровертен во таа смисла, туку навистина. Се покажа она што го кажа, постојано. што го кажа мојот колега дека молчењето е навистина злато. Да. Тој рече дијамант. Така е. Ние излегувавме со своји ставови кога беше и најопасно и кога не зборуваа сите. На крај тоа се изроди во еден голем минус дека ти припаѓаш некому. Токму она што го почнав пред малку кај што се нашаливте, е добро, се не мора да работите, затоа сте среќен. Не, ја не сум среќен како експерт, како жител на оваа земја, затоа што утре гледам дека она што сум го сонувал како реформа и што би го направил, верувам и дел од другите кандидати, нема да се случи. Зошто? Затоа што вие треба да ставите својата глава во торба. Ова е многу сериозен криминал кој е многу длабоко и коренито навлезен. Треба го ставите своето семејство во една... Тој и Катица Јанева. Така е. Но и тимовите, да не ги забораваме. Така е, апсолутно. Играчи, но вие мора да застанете во ваква ситуација, мора да застанете за својот тим и да кажете дека стоите и ги подржувате во секоја ситуација. Она што може да се случи и што сигурно ќе се случи е дека не можете да размислувате дека вие само актуелната состојба за која има бомби треба да расчистите. Вие треба да ја следите состојбата и со оваа власт истата работа да не се случи. И она што го имате како И скептик сте дека тој би повлекол некакви потези за истраги на евентуални истраги на можни употреби на власта. Не, нешто сум скептик. Заради тоа што тие го предложиле. Јас мислам дека човек на 60 и нешто години не се менува и дека нема наеднаш да направи своја блескава кариера. Така е, некој чекор за да го смени својот карактер. Ние зборуваме за навистина сериозни работи каде што треба да се воспостави систем.
За да се воспостави тој систем бара многу труд, многу откажување, многу работа и многу агресивно постапување во Мигов. Не очекувам такво нешто од него. Дај Боже да грешам. Ниту од владата која го предложи. Има една задршка. Вака, за владата не можам да бидам сигурен, затоа што, знаете зашто? Би бил сигурен кога би биле 5-6 кандидати. Па кога би определиле еден. Дојдовме во ситуација да ова не е одлука на влада. Ние малку поинаку ги гледаме работите. Ова е одлука на Советот на јавни обвинители, која стави владата пред свршен чин и од 23 луѓе даде позитивни мислења само за двајца. И владата можеше да бира од едниот или од другиот. Добро. Тоа е она што е лошо. Да. Станковиќ? Па ќе речем мала задршка, знаете. По дефиниција, значи не мора јавниот обвинител да биде, не знам, мастермајнд во целата приказка и да каже ќе поднесам обвинение, ќе правам ова, значи Елиот не да го забравиме. Може да биде обвинителот добар организатор и никаков познавач на правото. Апсолутно никаков, меѓутоа да биде добар менаџер. Што подразбира тоа? Подразбира дека ќе најде луѓето што ја знаат работа и што ќе ја спуштаат надоле, значи по пирамидата, по нивната пирамида. Ако тој ја зорганизира и менаџира, визави ќе го подпре својот грб за да ги заштити. Апсолутно да, тука немам дилема. Затоа дека менаџер апсолутно да. Добро. Значи човек со дигнитет, со авторитет кој се појави да знае дека тоа е тој. Тогаш не е важно ако е недоволен познавач на правото, дали бил молчалив или не. Тој не знал дека треба да говори. Познам некои такви луѓе, меѓутоа пошто ајде сега да не се навраќаме назад. Катица Енева е еден од тие профили на луѓе. Може не знам каков правник, брилијантен, можда не е брилијантен кривичар, меѓутоа жената знае да си организира работата и работата тече. Во таква ситуација, господин Давидович, тако беше и господинот Стерио Зиков, во Скопско обвинителство. Тој воопшто немаше потреба да дојде на работа и им каже што тој кој изорганизира работа, воопшто нема потреба. Луѓето знаеат што треба да работат. Си ја знаева работата. Меѓутоа кога ќе завршат, они доаѓаат и реферираат. И тоа го очекувам од новиот јавен обвинител. Меѓутоа чекам да влезе онака храбро и што вика Давидович, да рече, јас стојам за сите овие луѓе. За тоа зборуваме. Добро, но која е логиката да се формира СЈ, специјално јавно обвинителство? Заради работењето на државното јавно, на републичкото. Не работењето. Работењето, да, не работењето се разбира, не функционирањето. И од таму, од тоа нефункционално обвинителство, да изберете човек. Која е таа логика? Можете ли да... Слушнав, еве сега ќе ви кажам и добро е ова што го потикнавте, уште пред малку сакав да ви кажам. Значи имаше размислување и кажа дел од професорите, дел од луѓето кои што учествуваат во правните реформи, на што реагираше и мојот колега Тортевски, каде што беше кажано дека не е добро луѓе од надвор кои што се лично засегнати да дојдат инволвирани, да. Како тогаш го толкуваме изборот кој апсолутно го подржуваме, изборот на Иван Джолев во единица. Поред човек кој што исто претрпел некои работи. Во Мигов, обвинителството, не постои паралелен друг суд, специјален кривичен суд. Постои специјално јавно обвинителство, затоа што обвинителството не функционираше. И вие да влечете човек од внатре, кој што сите тие... Апсолутно, или молчел, или ги подржувал, или работа заедно. Молчењето е подршка. Но да не донесете човек од надвор кој што навистина ќе го реформира и ќе нема терет на пријателство, на познанство, на долг во самото јавно обвинителство. Затоа што ние сме кадри од надвор. Не должам никому во обвинителството. Додека он должи сега и на Советот на јавни обвинители, поради предлогот и позитивното мислење, и на X други структури. Да. За логиката, тој бил идентично еднакво заробен од власта, од ВМРО ДПМН, како и останатите во јавното обвинителство Изврлевски. И сега да не забораиме и СЈ, такво какво што е, значи произлиза затоа што некој не работеше во тоа. Меѓутоа и СЈ е произлизано буквално од редовните јавни обвинителства. Да. Што чека таму се уште може да се најде добар кадар. Јас ама неретко, верувате, неретко со во ситуација ми кажат, па што работат тони, па не знаат вака, па прават така, меѓутоа викам, слушај, да знаевте вие што треба да се прави и како треба да се прави. Сега ќе бевте таму. Или немаше воопшто против СЈ, или немаше против СЈ. Меѓутоа верувате дека таму голем дел од тие професионалци се потиснати во работењето и ги нема. Она што збори Давидович. Значи и молчењето некојаш е опортун однос и подразбира дека давате поддршка на ние знаеме кои се екстремите, знаеме кои се екстремите по име и презиме. Значи од Скопско обвинителство преку Вишо, преку организиран криминал. Точно знаеме кои се екстремите кои ја водат игранката во таа приказка.
Знаете, имате ситуации каде што обвинител договара казни, условни казни, и улетоа друг обвинител вика, се ова ништо не важи, сега луѓето ќе од притвор. Зашо? Така ми јавија, ти веќе не постапаш во тој предмет. Значи доаѓа некој од позиција на сила моќ и вика, сега ти веќе не важиш. Збориме за човек кој што 30 години обвинител. И ми вика, сега не вика, дојде некој од вчера испирен, ми кажа, сега не важиш ти, сега ќе биде по моје. Зашто некој така ми кажа. Нема логика да влечете паралели, веројатно на тоа и мислече Звонко Давидовиќ, кога велите дека ИСЈО произлегле од јавното обвинителство, заради тоа што тој молчеше за бомбите, молчеше за крвавиот четврток, конечно. Така е, за најкрупните... Има една голема разлика. Специјалното јавно обвинителство, точно е дека луѓето потекна, и тоа се врвни обвинители, потекна од основното јавно обвинителство и другите обвинителства. И факт е дека не може таму да дојдат на избијат на погрешина. Но овде беше избран обвинител кој што е далеко од сите случувања. Да не ме свати некој погрешно од провинцијски суд, али беше далеко од центарот од сите случувања. Но кога се случија бомбите, значи, и крвавиот четврток, тоа се најголемите инциденти во историјата на оваа држава, кога не смеа да се молчи. Така е, сите молча. Така е, но има и една друга логика. Не го заборавајте и 5 мај, не го заборавајте 16 април 2016. Влечењето во парламент. Катица Јанева на новинари повторно. Катица Јанева можеби и паметно што е човек кој што е од обвинителство. Бидејќи ги познава нивните техники и тактики, али не потпаѓа под обвинителството. Не должи никому. И нема потреба да им реферира. Но овде е друга ситуација. Овде треба човек кој од надвори, кој нема бреме во самото обвинителство, за да ги извлече исто како Катица квалитетните луѓе сега на површина. Колку тоа ќе се случи? Кога почнав да говорам за луѓе, значи тим. Кога би бил во ситуација да сум Љубомир Јовевски, во предпоставка да сум избран. Јас ќе ги викнам, ако не 20 да барем ќе играм 10 души од овие што беа кандидати. И ќе разговарам. Советници да му бидат. Не мора да бидат советници, може да бидат заменици. Добро. Оно што беше значи да земат официјални. Јас би направил тим и би влегол со луѓе зашто значи ако пледира да влезат работа, претпоставува дека се храбри, честни луѓе. Ако предпостави, не мора да влезат и 10, нека влезат петорица, меѓутоа да знае дека за себе има тим и дека тој е предводник на тимот. Значи за тоа зборува. Има честни луѓе. Влезете тимски, влезете и изиграјте храбро. Меѓутоа знаете како. Сепак е малце вијата политиката повеќе во приказка на влезе. Околу политиката и Јас знам, значи не мора сите 22. Негово право нека избере, може да биде избере двајца, нека избере тројца, меѓутоа да направи тим на луѓе кои што ќе бидат untouchable. Околу политиката очекувате ли дека Јовевски нема да го добие гласот на претениците, дека тие нема кому се спротивстават на Заев, на владата, на Заев, тоа нема да се случи? Не очекувам такво нешто да се случи, сепак политиката не претрпе некои големи измени во овој период од она што е политика, класична политика во права смисла. Погледнете го и начинот. Ние бевме учесници, и јас и Станковиќ, и многу други интелектуалци, учесници на шарената револуција. Не се боревме ние за кадровски решенија. Не се боревме ние за СДСМ. Не се боревме за партии. Ние се боревме за принципи и систем. За жал, јас тој систем и принципи не ги гледам во мигов. Не ги гледам, треба време. Апсолутно е точно. Но не го гледам во изборот на јавниот обвинител. Принципот и системот. Не можете вие од 23 луѓе да оставите на Советот на јавни обвинители, кој што учествувал активно во работењето на Марко Заврелевски, па произлезе СЈО, да оставите на таков исти состав избор на нов јавен обвинител за реформско обвинителство. Кој е тој принцип, кој е тој систем, кога не извршивте ревизија на нивното работење, кога не го проветривте тој совет на обвинители, исто како што се случува и со советот, судскиот совет, кој избира председател, за кого ми е повторно ќе кажам драго, но го избира од последно место на ранглиста. И се случува истите луѓе на исти начин да бираат нов реформски председател. Тоа не е врт. Тоа не е принцип, тоа не е систем. Значи, можно ли било Заев, владата на Заев да го утврли решението на Советот за јавни обвинители, да каже по закон да.
по закон да. Да каже дека не соодветствува на критериумите и условите, дека ова Можело, по обвинителство закон има- покажало дека е нефункционално. Затоа и Тогаш кажуваме- зошто им се дава, доколку е нефункционално, токму на обвинителите да... Затоа и ви кажуваме, затоа и е ова Одлучува. политичка одлука за Да, жал. да. За жал. Значи политичко решение на Советот за јавни обвинители, кој владата не го спречила. Така е. А имале Јас би можност. почекал со ова, со констатации дали ќе има реформи во обвинителството или не би избрзал како Давидовиќ, пошто ние не знаеме, човекот уште не е избран, може да не знам, ќе Затоа донесе и реков, некој нови, може да ќе донесе некој дај нови Боже. идеја. Меѓутоа она што предска прашавте, дали Она што ќе го има гледам во поддршка бигот. кај владата, актуелната влада, искрено да ви кажам, ја пак ќе се вратам. Јас верувам дека ќе има поддршки во опозицијата. Бидејќи по мене доаѓа предлог на Марко Зврлевски, а Марко Зврлевски беше со претходната. Така да немам проблем дека ќе ви ВМРО да помене ќе гласа истото овој човек. Добро. Така да мислам, Го човек- прашувам за СДС. Така да одлуката секако ќе биде политичка и гласањето да биде политички, меѓутоа Затоа збориме. ќе биде баш онака забетониран. Но дали може да биде спротивно на очекувањата на Заев, односно неговата влада? Во искрено во тоа не верувам, значи Верувате мислам- дека става да, збор за да, партиска значи, војска, апсу- која Па, не се би рекол повинува партиска на... Не би рекол партиска Во- војска. Знаете, ако во имате ваков случај- 64 години и сте на само еден месец пред пензионирање, Добро. не знам зашто би влегувале во приказка дека партиска војска. Да. По независи од вас никој не може да биде. Не, партиска војска велам за претениците во Не, парламентот. зборам за него да кои- биде партиска војска. Аха. Претеници Не, се не, претеници, за вие ќе играат два претениците, прста и дали нема да ќе играат. кренат два прста? Зелено и црвено ти ќе гласат. Се знае ви како прилика Како, ќе тече. Така. како владата рекла, односно Апсолутно. предложила? Не е спорно тоа. И тоа е нормално и легитимно е владата предлага. Па не е секогаш нормално. Мнозинството да гласа. Генерално е така. Меѓутоа, да очекувате од човек да биде зависен, мислам, стварно е, знаете како. Премногу е ступидно да сте на само чекор до пензионирање и да речете сега ќе имам покорен и ќе слушам нека власт. Немам потреба таква работа. А зашто го Јас правил би до да сега? се би рекол, да, дури сега во овие 2 години ќе продолжам, докажам. ќе покажам и ќе докажам дека тоа што зборува за мене не е точно. И ќе покажам дека оваа држава може да се среди. Криминалите мора да се средат. Значи, И треба ќе му почнам, дадеме и време. ќе почнам да ги читам криминалите токму од јавното обвинителство. Од таму. Да, да. Ќе ми биде Да многу може. Знаете што драго. е проблем? А мислам дека со доаѓањето на Иван Џолев побрзо ќе се решат работите во стваровски судството, отколку што ќе се решат во обвинителството. Да, Добро. Ама Го со делите ли междуставно. ова мислење за не можам да го делам кога за Џолев да него. Добро. Во друго мислење Станковиќ е контрадикторен. Те се надева на овоја Љупчо Јовевски, Јас сега не а знам што Иван ми Џолев, претендува човек. Иван Џолев побрзо ќе ги реши реформите. Многу ќе ми биде драго. Апсолутно драго затоа што јас сакам оваа земја. Сакам да живеам во нормална земја, дел од Европа, Слободна демократска. со европски принципи, Да. со добра, убава правна држава. Дај Боже да ме демантират дека на 60 и нешто години човек може да се смени, наеднаш ќе стане Џон Вейн во судството и дека ќе почне да работи на вистина жестоко и одлучно, без да има компромиси за било кого. Да, добро. Дај Боже да ме демантира. Иначе согласен со констатацијата дека главната парола на шарената револуција на која бев дел и сум Така е. на тоа беше нема правда, нема мир. Значи народот бара правда за да се настане мир во оваа држава. До тогаш нема да има мир. И затоа велам дека дури ако и за имаме- владата на Заев, се ако едно што имаме и нов таа шериф во скандираше. градот, Ма ја со па, нас. пак ќе ви Ако има нов кажам, шериф во градот, очекувам не е дека битно ќе дали се е покаже. СДС Сигурно. или ВМРО. Да. Ние не се боревме за личности. Да. Не се боревме за кадровски решенија. Се боревме за принципи. Да. Сакаме тие принципи, Париме се тој да систем Да да го се видиме. имплементираат. Добро. Не, мислам се пошегал мац. Знаете, идејата за правна држава, за правда беше идеја водилка во целата приказка. Така е. Да, да. И оние бркања по улици, оние тепања што ги претрпеви така натаму не биле случајни. Јас не желам за тој период. Напротив, горцум на тој период. Меѓутоа, Да не бидат залудни, да не биде, јалови знаете, она, нашите. многу ми е Така е. како викаат она шибитарска политика. Сега, знаете, она ќе криеме сега кај е топчето. Да, И секогаш да имаме топчето. добро. Затоа велам, значи, да почекаме, ајде да видиме изборите. Тој сега, за жал, тоа е, не може да го промениме, да видиме. Може ќе се променат Али одluки, можеме на план. секако да кажеме своje мислење. Апсолутно да. Добро, Што за разликава претходно па и не може. Можевте сигурно. Ви благодарам што Благодарам. Благодарам да.